Константин Митраков, втора година правни студии. Живееме во чудна земја. Живееме во земја во која стравот се чини се влеа во коските на сите. Особено нам младите. Ние младите граѓани на Македонија одамна престанавме да го изразуваме својот револ. Одамна престанавме да изразуваме огорченоста на нашите срца. Кај нас се создаваа разни стравови. Дека нема да се работи, нема да добиеме заслужената оцена или нема да напреднеме во својата кариера. Едноставно дека нашите животи ќе бидат згорчени поради искажан револ. Но ние не сме единствените кои се соочиле со овакви состојби. Луѓето од секогаш и насекаде биле заплашувани и уценувани. Но во ниту еден момент не изгубиле вербата во своите идеали. Гоце Делчев, Мартин Лутер Кинг, Ганди. Тоа се примери на личности кои биле подготвени да се борат за своите идеали. А ние на Балкан, ние пееме дека за идеалите ги имат само будалите. Станавме личности кои деновите ги поминуваат без ниту еден момент да размислат за развој на ово општество. Ние младите наместо движечка сила станавме носители на епитетот молчаливи. Главна преокупација во нашите животи ни стана оние фамозни студентски забави. Истите кои ги имало среда, четврток, петок, сабота и недела. Одиме во дискотеките да славиме, а и самите не знаеме што е тоа што го славиме. Кај нас момчиња се убивани, девојки ограбувани, луѓе се отпуштаат од работа без никакво објаснување, партиите стана агенции за вработување, а непотизмот царува во оваа земја. А ние славиме. Апатијата ни стана најдобар пријател. Слободата на изразување најжестокиот непријател. И колку повеќе молчиме, толку повеќе се влошува состојбата. Мизеријата се продлабочува, а народот во оваа земја се повеќе страда. Какви да сме ние, имуни на овие влошувања не сме. Нам состојбите околу нас не создаваат рани, но толку тивко и бавно што и самите не сме свесни. И сето тоа го дозволуваме поради стравот во нас. Време е за акција. Ајде да зацртаме цели кон кои ќе се стремиме и програми кои ќе ги оствариме. Начинот постои. Време е и ние да се придружиме на илјадниците кои протестираат низ Европа. Како што полека се соочуваме со здравот, така и ќе победуваме битката со него, а ќе се приближиме кон промената која ни е толку очајно потребна. Храброста не значи дека ние не сме се плашени, туку дека стравот е победен. Кога тоа ќе успееме, тогаш ние ќе бидеме движечка сила. Јас сум свесен дека самиот не можам да променам никого, но можам да бидам поттик за сплотени, да зачекориме кон на подобро утре.